Добро вечер. На почеток најавата за темите за ова издание. Со дипломи од престижни француски универзитети, добре дојден за работа во Луксембург, недостоен за скопските стоматолошки клиники. Не може некој со 100 поени да не биде избран, а некој со 47 поен да биде избран. Зошто меритократијата во јавниот сектор е само на зборови? Треба ревизија на, да речем, дискреционите овластувања, обемот на дискреционите овластувања при селекцијата на кандидати. Со години нема учебници по англиски јазик. Учениците кои започна, да речеме, 6 оделение 20-21 до година ќе го завршат основното образование, ќе немаат учебник. Колку новиот закон за учебници ќе ги реши натрупаните проблеми? Советот за соработка меѓу владата и граѓанскиот сектор не функционира. Повеќекратни беа барањата до премиерот и до високи представници на влада, за жал не вродија со плод. Силен револт и повик за итна средба со Ковачевски. Почнуваме. Вработувањето и напредувањето во јавниот сектор по партиска линија, не по заслуга и квалитет е пракса што продолжува и покрај бројните критики, а богами и тешките последици со илјадници иселени од земјава. Тоа е загуба на огромен човечки потенцијал на кој треба да се базира напредокот, или требаше. Зошто е така, има ли надеж дека нешто ќе се смени од сторијата на Зоран Јовановски? Дваесетина минути по полноќ на аеродромот во Скопје слета авион од Франкфурт. Со летот во земјава се врати и Атанас Павлески, стоматолог од Скопје кој работи во Луксембург. Го пречека кумашинот. Некои 2 недели заминувам од државата, останувам таму 2 недели и потоа се враќам. Така, тоа е на рутина секој месец. Меѓу колегите сум добро прифатен. Едноставно работам на покомплицирани случаи. Павлески дипломирал стоматологија на Универзитетот Свети Кирил Методи во Скопје, а магистарски студии завршил во Франција, на универзитет рангиран меѓу 150 најдобри во светот според Шангајската листа. На Парис 5 или факултетот за дентална хирургија Монтруш имам постдипломски студии од областа на технологија на дентални материјали, а исто така и протетика. А на Парис 7 Гарансиер имам завршено високи студии од областа на орална хирургија и магистарски студии во комбинација со Парис 7 и Парис 5 од областа на клиничка специализирана букална хирургија. Со вакво импресивно образование, знаење и вештини, престиж му било да се вработи на Универзитетскиот стоматолошки клинички центар Свети Пантелемон во Скопје. Во септември 2018 година видел оглас во еден од дневните весници и решил да конкурира. Вкупно 25 навлегле во потесниот избор, а Павлески бил прв на ранг листата и единствен со 100 поени пред последниот дел од конкурсот – интервју со директорот. Во известувањето што го добил на негово изненадување, меѓу примените на работа го немало неговото име. Во тоа известување мислам дека чинам дека имаше 8 кандидати, наведени имињата и немаше никакво образложение зашто сте одбиени. Биле примени 3-тиот, 5-тиот, 9-тиот, 11-тиот, 12-тиот, 13-тиот, 14-тиот, па дури и 21-виот од ранг листата. Поднел жалба на која добил одговор од второстепена комисија, во кој стоело дека директорот го употребил законското дискрециско право при вработување да го има последниот збор. Сакав да знам со кои квалификации се примени колегите што се одобрени за примање на тој конкурс, за да видиме зашто се работи, дали се почитуваат некои вредности, закони и така натака. Меѓутоа тоа не го добив. Павлески решил да не ја продолжува правната битка, обесхрабрен од начинот на кој функционира македонскиот правен систем. Но решил да се бори вториот на ранг листата на истиот конкурс, Владимир Бојаджиев, кој исто така не е примен. Добар ден. Како сте? Ако секој директор има дискреционо право кого да прими, па зошто ги изложуваат кандидатите на оценка според тоа што имаат завршено, колку имаат завршено просеци сите тие работи? Зошто ги малтретираат со тестови? Зошто ги малтретираат со смени делови? Затоа што тоа е стрес. Бојаджиев, кој е специјалист по орална хирургија и работи приватно, е разочаран од решавачката улога на политичките партии при вработувањата. Најжалосно е
партиското вработување баш во здравството. Затоа што здравството треба да се одвои од од целово општество, затоа што сепак секој му е потребно една професионална здравствена услуга, а не политичка услуга. Бојаджиев го пријавил случајот во Државната комисија за спречување корупција. Тие ја анализирале документацијата и утврдиле дека меѓу вработените осумина имало и такви кои немале ниту половина од бодовите на прво и второ пласираниот пред интервјуто со директорот. Точно дека во Законот за здравствена заштита стои дека раководното лице има дискреционо право да изврши избор, ама сега вие можете да извршите избор од некој што се тука некаде со поените, па нели ви остава некаков печаток, некој повеќе, некој помалку, меѓутоа не може некој со 100 поени да не биде избран, а некој со 47 поен да биде избран. Значи тоа, како да ви кажам, 5 управни суда да ни ја оспорат одлуката, јас сум уверена дека таму имало чисто политичко влијание за вработување на тие лица. Антикорупцијска побарала од тогашната директорка не да го поништи огласот, туку само да ја преиспита одлуката откако ќе спроведе ново интервју со кандидатите. Но наместо тоа, директорката ја дала комисијата на управен суд. Со образложение дека ние сме работеле по законот 2019, таа го вршила изборот во 2018, што по мене врска нема. Меѓутоа, тоа е тоа, управниот суд си досуди како што си досуди, не ја поништи нашата одлука, не врати на почеток, во меѓувреме таа беше разрешена. Во тоа време веде директорка била Амела Цана. Сега со клиниката раководи Аријан Даци. 360 степени испрати прашања за овој случај до клиниката, но одговор не добивме. Во Кочани неодамна јавно беше кренат гласот за можни нерегуларности при вработување повторно во јавното здравство. 20 млади доктори Стојан Лазаров и Андреј Коцев конкурирале на оглас за вработување во итната помош, каде требало да се примат 6 лекари. Лазаров бил трет на ранг листата, а Коцев 6. Логички е првите 6 по ранг листа да бидат примени, бидејќи ниту се разликуваме по факултети од 7 и 8 кои што место нас во одлуката на директорот се примани, нити се разликуваме по факултет, нити по стаж, по работно искуство, по ништо. Дискреционото право сметам дека треба да го искористи директорот ако сме ние со идентични поени, но бидејќи јас имам поголем број на поени од моите колешки, сметам дека ја не би требало тие да го заземат моето место. Докторите се жалеле на второстепена комисија, но жалбата им била одбиена. За случајот се заинтересирал и народниот правобранител, а безуспешно се обидувале да стапат во контакт и со министерот за здравство. Секој втор млади лекар кој што завршува заминува од оваа држава. Дали треба и ние младите кои што сакаме овде да останеме поради такви директори кои што го држат директорското место, ние дали треба ние да заминеме? Ако овде нема работа, ќе заминеме во странство, но пред да заминеме, сакаме да запознаеме јавноста и барам да направиме промени, ако не за нас, за генерациите по нас. Директорот на Кочанската болница Александар Серафимов целосно ги игнорираше прашањата испратени до болницата, а безуспешно се обидувавме да го добиеме и на неговиот телефон. Потребна е промена во законодавството, вели експертот по управно право и администрација Константин Битраков. Треба ревизија на, да речем, дискреционите овластувања, обемот на дискреционите овластувања при селекцијата на кандидат. За мене е во ред од тројца да се избере еден, па може би едниот ќе има повеќе бодови, меѓутоа од 30, или ако е 26 место, иако пак ја потенцирам, не можам да го знам случајот, е несериозно да се избере 26-тиот. Според Битраков, правните лекови при вработување пошироко во јавниот сектор не се делотворни. Оној кој што е незадоволен од одлуката за избор на кандидатот има право на жалба до Агенцијата за администрација. После таа жалба, ако му биде одбиена практично жалбата, кандидатот веќе има право на граѓански спор, односно спор со тужба пред граѓанските судови, кој што може да трае долго време, кој што се води како работен спор, а во меѓувреме овој кој што е селектиран кандидат веќе се вработува, се носи одлука која што е извршна, тој почнува да работи на тоа работно место и се поставува легитимно прашање што му останува на овој кој што поднел граѓански спор. Затоа Битраков смета дека е потребна реформа на соодветната легислатива, на што повикува и Европската комисија во својот последен годишен извештај за Северна Македонија.
Северна Македонија треба да го усвои ревидираниот закон за административни службеници и законот за вработените во јавниот сектор и новиот закон за висока раководна служба со цел да се обезбеди вработување засновано на заслуги и правични унапредување и отпуштање на раководно ниво. Од Министерството за информатичко општество и администрација велат дека законот за административни службеници и законот за вработените во јавниот сектор се во процедура на одобрување од владата. Законот за висока раководна служба пак е кај работната група и се чека на негово финализирање. Во одговорот до 360 степени од Министерството велат дека и сегашното законско решение не му дава дискрециско право на функционерот при изборот на кандидати, иако ова тврдење не го подкрепуваат со објаснување. За новите закони што се во владина процедура велат дека уште повеќе го напредуваат меритократскиот начин на избор на кандидати. Овие закони, велат од Министерството, се работени со експерти од Европската комисија, при што се најдени решенија за проблемите кои се појавиле при досегашното нивно спроведување. Дополнително, еден од условите што треба да ги исполни земјава за да може да го отвори првиот кластер во пристапните преговори со Европската Унија е изработка на посебен патоказ за сеопфатна реформа на јавната администрација. За вработувањата во јавниот сектор ги прашавме лидерите на партиите кои со децении се на власт или на централно или на локално ниво. Вие сте премиер и председател, лидер на најголемата владеачка партија, па кажете кога конечно ќе престане праксата на партиски вработувања, а ќе почне да се почитува принципот на меритократија? Прво, ако погледнете нашата законска регулатива и процедури, тие токму овозможуваат меритократија и овозможуваат запослување на оние кои што се најдобри. Но како ги мотивирате министрите, директорите, останатите функционери на болници, на јавни предпријатија да не вработуваат партиски кадри, туку соодветни кадри по Така меритократија? спроведуваат законот и процедурите. Тоа е единствениот начин да најдобрите бидат ангажирани. А секаде каде што има злоупотреби да бидат пријавени во надлежните органи. Duhet të ketë punësime mbi baza partijake, por të vlej profesionalizmi, meritokracia. Како ги мотивирате директорите, министрите на болници, на јавни предпријатија да не вработуваат партиски кадри, туку да вработуваат квалитетни кадри за да не заминуваат? Како ги мотивирате да не го прават тоа? Kjo tani është një përcaktim që për çdo ditë duhet apele të bëhen mbi drejtorët, mbi ekzekutivin që të respektohet meritokracia. Прашањето до Христијан Мицкоски беше за градоначалниците и другите функционери во општините во кои ВМРО ДПМН е на власт. Нема некој посебен тренинг за тоа. Тоа се све луѓе кои што се свесни, но и совесни луѓе. И они сакаат општините каде што тие управуваат и се градоначалници додат напред. А само со мерит системот можеме да идеме напред. И јас како човек, еве, доволно е оваа јавна изјава што ја кажувам, а и во личните наши контакти, секогаш инсистирам на мерит системот, никогаш не инсистирам на балансерот, бадинтерот или пак партиската книжка. На ваквите одговори на политичарите, председателката на антикорупцијската комисија коментира: Кај нас владее едно мислење дека имаме борба за власт, дека политичките партии кои што ќе ја добијат власта, тие треба да постават висока раководна структура која што ќе си бира своји партиски војници за понатаму да работи во институциите. Што по мене е тотално погрешно. Значи скроз погрешно. Политичките партии нека се борат да дојдат на власт и нека дојдат на власт. Тие треба да овозможат начини, мерки, критериуми за функционирање на мерит системот. Тие треба, ако сакаат да бидат успешни, треба да отворат пат на професионалците. Оти само професионалците може да ја изведат оваа земја од оваа состојба. За стоматологот Атанас Павлевски за миг поминаа 2 недели со сопругата и 2 деца во Македонија. Од Скопскиот аеродром ќе се качи на летот за Франкфурт, од каде им се враќа на двонеделните работни обврски во Луксембург. Ја сакам државата, Македонија, во моментов не планирам да заминам целосно,
Меѓутоа, како што испомнав повеќе, самите работни уврски и ангажманот што го имам со одредени фирми во однос на дигитална стоматологија и така натака, не би можел да ги извршувам во Македонија. Така да, ради тој момент, мојот напредок и општо модернизација во стоматологијата, мојот ангажман професионален е моментално надвор. Меѓутоа, дали комплетно ќе заминеме сите, зависи од многу фактори, а еден е и општите случувања во нашата држава нормално. Англискиот веќе и не се брои како странски јазик, зашто се подразбира дека треба да се знае, но во третата деценија од 21. век децата во основните училишта во земјава немаат учебник по англиски јазик, ниту печатен, ниту дигитален. Наставниците имаат насоки да се снаоѓаат со материјали од интернет, а решението се гледа во нов закон за учебници. Но колку тој ќе води грижа за јавниот, а колку ќе остави простор да продолжи остварувањето на бизнис и партиски интереси. Галена Николовска-Ризвановиќ. Помина една година од изборот на актуелната влада и рече се исто толку време откако новиот министер за образование вети учебници по сите предмети. Во тие предмети што нема, ние ќе да спишеме повик за да се пријават наставници, професори кои ќе донесуваат ракописи за тие учебници. Со доцнење од цело полугодие, дел од ветените учебници го најдоа патот до учениците. Останатите ги нема и во второто полугодие. Good morning. Today we are going to meet our famous people, my favorites actors and singers, and yours also. Деветто од деленците во Скопското основно училиште Петар Здравковски Пенко, но и сите нивни врсници, веќе трета година го изучуваат англискиот јазик без одобрен учебник. Јас и моите колешки се одиме по програмата и користиме веб страници, имаме смарт табла и така се сноѓаме. Инаку тоа е проблем за за англиски јазик, пошто се учи од прво одделение и од прво до девето се чекаме книги. И додека во некои одделенија или училишта не се користи учебник бидејќи го нема, во други одделенија или училишта се користат стари учебници, оние чие одобрение е одамна поминато. Постари се од 5 години, подискинати се и нема за секој дете во класот, но се подобри од никакви, вели Илиеска. Меседжи се од Кембридж Прес по старите учебници, но тие се сепак во склоп на програмата. Ако има нешто што не ни одговара, не го користиме. Само тоа што ни одговара го користиме како помагало. Тие стари учебници им не се одобрени за користење, им не соодветствуваат во целост со новите наставни програми. А по новите наставни програми се уште нема учебник по англиски јазик. Ниту е изработен нов домашен, ниту пак се одобрени странски учебници, што беше пракса до скоро. Веќе 3 години Министерството за образование не набавува странски книги преку домашни издавачи, па без учебници, насоките од надлежните се наставниците да користат интернет. Материјалите што се наоѓаат на интернет не се со онаков квалитет какви што се авторски учебници издадени од издавачи или учебници кои поминале низ сите фази на изработка. Не можете вие да споредите материјал на интернет со еден учебник кој поминал низ пилот фази, кој е тестиран, валидизиран и така натаму. Председателката на Сдруженијето на наставници по англиски јазик вели дека оценката на материјалот од интернет, дали е соодветен или не, дали има грешки или не, одзема многу време. Се трудиме колку што е можно најдобро да ја реализираме програмата, меѓутоа сепак технички е тоа многу тешко изводливо, заради тоа што знаете дека не сите училишта се подеднакво опремени и со техничка опрема. Таа од името на Сдруженијето алармира дека проблемот со недостиг на учебници трае предолго. Учениците кои започна, да речеме, 6 одделение 2021 до година ќе го завршат основното образование и тоа во оној дел од 6 до 9 одделение ќе немаат учебник видено по англиски јазик, еве конкретно така да кажеме.
Каде заглавија учебниците по странските јазици и зошто повеќе од 3 години не се објавува оглас? И покрај неколкуте обиди не добивме детални одговори или шанса во интервју да ги поставиме прашањата зошто нема учебници онаму каде веќе има нови наставни програми или кога ќе се објават нови повици, ако се знае дека новата школска година почнува за 8 месеци. Па чекавме јавен настан на министерот за образование Јетон Шакири за да ги поставиме прашањата. Вообичаено за такви прилики, тој не навлезе во многу детали и најави учебници за брзо време. Заедно со педагошка служба, како одговорен дел во Министерството за образование и наука, е подготвен начинот, правилникот за повик за учебник за странски јазици. И за брзо време ќе се објави тој повик и очекувам наредна учебна година да се реши конечно и проблемот со учебници на странски јазици, односно за англиски јазик. А како ќе се спречи повторно можно поништување на повикот и застој во изборот и испораката на учебници, за Шакири решението ќе се бара во новиот закон за учебници. Сите проблеми кои што ги видовме во овој процес на подготовка на учебници ќе бидат вклучени тие проблеми во новиот закон. Но исто така ние повикавме и секој што може да даде придонес во тој нов закон ќе биде отворен за сите овој процес и за странски јазици ќе видиме да имаме подобра, поефикасна, поевтина и поквалитетна постапка во изборот на учебници за странски јазици. Што точно ќе се менува во законот за учебници за да се спречат неквалитетни учебници, но и за доцнета дистрибуција, министерот не образложи. На поканата во дебатата да се вклучат сите што можат да дадат придонес, секако ќе се одзват од Сдруженијето на наставници по англиски јазик ЕЛТАМ. За нив исклучително важно е да се врати одредбата според која Министерството за образование одобрува повеќе учебници по еден наставен предмет, па наставниците, односно училиштата, сами да бираат кој е најсоодветниот за потребите на нивните ученици. Учениците во различни средини имаат различни потреби. Во одредени средини учениците се повеќе изложени на јазикот, одат почесто на курсеви, во други помалку се изложени на јазикот, поретко посетуваат приватни училишта. И во тој случај наставниците веројатно би избрале различно тежинско ниво на учебник и тогаш во тој период учебниците и така беа одобрени по 3 учебници од различно тежинско ниво за едно оделение. Во актуелниот закон за учебници во членот 5 е предвидено дека за еден наставен предмет за употреба се одобрува само еден учебник. На прашањето дали овие сугестии кои наставниците ги нотираат неколку години наназад ќе се земат в предвид, министерот Шакири вели рано е да се каже. Сме во моменти на разгледување, тоа не можам да го кажам сега, но ќе се земат подобрите примери од сите земји во регионот што имат и пошироко во новиот закон за учебници во основно и средно образование. Од земјите во регионот, во Србија постои каталог на учебници одобрени од Министерството. Секое училиште преку наставничкиот совет избира учебник за што го известува и советот на родители. Ако училиштето не избере, тогаш Министерството пред истекот на рокот ќе избере учебници кои се најзастапени на територијата на општината каде се наоѓа училиштето. Слично е и во Хрватска, каде постојат и дигитални и печатени учебници. Одобрените учебници исто се објавуваат во каталог, а наставниците бираат кои ќе ги користат за одделенска и предметна настава. Сугестии за новиот закон за учебници може да се достават до крајот на февруари, вели министерот. Дали ќе се чека новиот закон или во меѓувреме ќе се напишат новите наставни програми и ќе се објават повици за избор на учебници по странски јазик, се уште не е познато. За сега останува само уште едно министерско ветување дека од идната година учениците ќе комплетираат полни ранци со сите учебници на број. Силен револт изразија денеска граѓанските организации за односот на владата кон нив и кон телото формирано пред 5 години за да ја канализира меѓусебната соработка. Владата ветуваше дека ќе ги слуша невладините при креирањето политики и носењето одлуки, но ништо од тоа не се случи во пракса. Граѓанските организации бараат титна средба со премиерот како прв чекор кон обновување на диалогот. Александар Димитриевски. Некогаш не знаеме. Во мај 2018 година се основаше Советот за соработка меѓу владата и граѓанскиот сектор. Форум кој требаше да искористи експертизата на невладините организации во креирањето на владините политики и одлуки.
Следниот месец се одржа и јавна дебата на која требаше да присуствува тогашниот премиер. Ова ќе е редовна пракса и тој ќе биде присутен нормално на следните средби кога ќе се одржуваат секој месец. Денеска, 5 години подоцна, не само што нема редовни средби и дебати со кои извршната власт би покажала колку го цени придонесот и критиката на невладиниот сектор, туку воопшто не функционира ниту Советот за соработка. Ние, членовите на Советот за соработка од редот на граѓанските организации, констатираме дека во изминатата година работењето на Советот беше оневозможено преку владиното игнорирање на клучните негови препораки и заклучоци, што е основна негова надлежност како советодавно тело на владата. Дел од луѓето што стојат зад ова соопштение се Снежана Камиловска-Трповска од МЦМС, Македонскиот центар за меѓународна соработка, и Андреј Сених од Здруженијето Заедно посилни. Тие се двајца од вкупно 16 представници на граѓанскиот сектор во Советот за соработка со владата. Денеска тие побара итна средба со премиерот Димитар Ковачевски во обид да се спаси смислата на постоењето на Советот. Она што го очекуваме од една средба со председателот на владата е тој во име на владата да ги појасни политиките на владата кон граѓанското општество, да најдеме заеднички јазик за проблематични прашања кои што претходно веќе сме ги покренале и едноставно да се возобнови диалогот како што доликува на една земја што е кандидат за член на Европската унија. Престанокот на комуникацијата и тој диалог кој што беше воспоставен во изминатите години, уште од почетокот на 2022 година беше евидентен. Повеќе кратни беа барањата до премиерот и до високи представници на влада, за жал не вродија со плод. Искрено се надеваме дека овој пат премиерот ќе има слух за барањата на граѓанскиот сектор. Причините поради кои граѓанскиот сектор инсистира на средба со Ковачевски се усвојувањето на измените на Законот за здруженија и фондации, кои се донесоа без консултација со Советот за соработка, префрлањето на распределбата на средствата за поддршка на граѓанските организации кај Министерството за политички систем од Генералниот секретаријат, доцнењето на реформата за државно финансирање на граѓанскиот сектор, игнорирањето на граѓанскиот сектор при консултативниот процес за реформата на државната управа, која минува низ сериозен процес на рационализација на институциите. Камиловска, Трповска и Сених велат дека прашањата за финансирањето не се централни во нивната реакција, туку принципот и односот. Еве конкретно во областа на здравството, граѓанскиот сектор од почетокот на годината алармираше за повеќе прашања. Што видовме во оваа година? Видовме кратење на буџети, огромно кратење на буџетите за превенција. Видовме кратење, намалување на буџетот за здравство во период на криза за дури 586 милиони денари помалку од за 2023 во споредба со првично предвидениот за минатата година. Значи тоа се 9,5 милиони евра за заштита на здравјето на граѓаните. За сите овие работи, граѓанските организации реагира, алармира и директно до институциите и преку Советот, меѓутоа резултатот е тој. Во сето ова гледаме дека почетокот на 2023 го гледаме истиот тренд на несоработка. Значи, со креирањето на буџетот на крајот на 2022 година, гледаме дека повторно продолжува трендот на начинот на финансирање на граѓанските организации, односно во буџетот за 2023 година, од ставката на Генерален секретаријат не се предвидени средства за финансирање на граѓански организации, исклучиво повторно ќе одат од Министерството за политички систем. Сумата што владата досега ја одвојуваше за граѓанскиот сектор на годишно ниво беа символични 250.000 евра, пари кои Генералниот секретаријат ги делеше меѓу неколку десетици организации. Граѓанскиот сектор ја критикува промената тие средства сега да ги дели Министерството за политички систем, затоа што гледаат обид се што е врзано со невладиниот сектор да се канализира преку институција која нема мандат за таква работа. 360 степени праша во владата како ќе одговори премиерот на барањето за средба со граѓанскиот сектор и дали ќе бидат преземени чекори за подобрување на односите. Не добивме одговор во рокот кој го поставивме. Колку властите се подготвени да го слушнат граѓанскиот сектор е важно прашање и за Брисел, како еден од клучните показатели за демократијата во една земја. Во последниот извештај за земјава од октомври 2022 година, Европската комисија забележува дека во земјата има овозможувачка средина
и дека Советот за соработка е главен канал за вклучување на граѓанското општество во носењето одлуки и политики. Но нотирано е и дека се потребни поголеми напори за вистински да се вклучи НВО секторот. Па прашавме во делегацијата на ЕУ во Скопје дали оваа оценка ќе остане иста или би се променила ако владата остане глува. Европската Унија целосно ги поддржува напорите за продолжување на работата на владиниот Совет за соработка со граѓанското општество, согласно првичната функција. Многу е важно Советот да продолжи да работи како главен структурен механизам за диалог и вклучување на граѓанското општество во креирањето на политики и во советувањето на државните институции, како да промовираат овозможувачка средина за невладините организации. Делегацијата на Европската Унија ќе продолжи внимателно да го следи развојот на настаните во врска со Советот и односот меѓу државните институции и граѓанското општество. Од мисијата на Европската Унија во земјава потсетуваат и дека има дадено значајна поддршка на владата за градење на подобри односи со граѓанскиот сектор. Ако продолжат тензиите на релација НВО сектор влада, тешко би можело да се каже дека домашните институции научиле нешто со помошта од Брисел. На потек е премиера. Блок реклами, пак ја видиме новата саботажа. Пресудениот побратим суден креатор на најбезобразните негаторски акти, кога било донесени, си прави умствени екскурзии во однос на македонската политичка траекторија. Негова проценка сега е дека фатила правец кон Москва, што се разбира нема врска со реалноста за разлика од полтронското лигавење, кога е на чекор од вистинските братија. Нештата ни врват добре, а тука виждате во областта на енергетиката, поне още няколко години трябва да поддържаме руските самолети, които са в изтребителната авиация, докато дойдат новите. Няма да се плашите, нали? Сме сила голяма. Ништо поарен не е ни новиот лидер на антимакедонизмот. Тој дури си признава дека е фактор X за односите со Кремљ, укажувајќи дека треба да си колоквијално кажано не токму, за да не сакаш да бидеш во прегратката на Путин. Няма нормален български гражданин, търцам на нормален български гражданин, който да смята руската страна за някакъв враг на България или опонент, дори да кажем в някакъв по-малък и мек степ, и някакъв мек смисъл, но няма как друга политическа сила да успее да договори каквито и да било отношения с Русия. Единствените, които можем да нормализираме връзките, сме ние. За разлика од нив, лидерот на групацијата која толку е задлабочена во копањето по корените, не само што не може да се протне низ парламентарната дупка, туку толку ги има извалкано рацете што служи за подсмев на јавната сцена. Осомничен дека упатувал нацистички поздрав, тој јасно упатува дека помалку има проблем и со бојата на кожата. Тя е архивна снимка, вие ще кажете от кога е. Какво правите на нея? Това е преди много години, благодаря ви за нея. Викате си такси в гората. Този поздрав, който е в ръката ми в момента, се използва от движението "Черните животи има значение". Виждате, че преди 20 години съм бил модерен. И от 1980-та се използва от белите супермасисти. Също така, които изповядват правосходството на бялата раса. Споделяте тази тенденция, споделяте това движение, каузата на това движение? На черните животи има значение? Да. Не. А защо? Категорично не. Сепак, може би се работи за мокен човек со потенцијал да придонесе за каузата со својот ангажман во Европскиот парламент, штом некои домашни политичари, според тврдењето на нивните доскорешни апологети, сега тврди опоненти, се обидувале да вршат меко цензурирање на неговите манифестации. Ми стига порака да ме линк од текстов и да замолам ако може ова да се тргне. Ова не може да се тргне, затоа што е џамбаски. Не, ама знаеш што не европратеник сега ни треба таму преку него работиме заедно. Србија не е толку влијателна во европски рамки, па може би затоа не се прават обиди да се забрани, туку се дозволува на македонско тло, по повод националниот празник на заедницата. Говори да држат ултрашовинисти, творци на паравоени формации, подржувачи на воени злосторници, кои јавно ја негираат не само нацијата,
туку и македонската држава. Svetosavskom besedom obratit će nam se književnik, kolumnista i publicista gospodin Dragoslav Bokan. Čitava istorija moderne Makedonije je neka vrsta artificijelne operacije, konstrukta, nečega što nije baš najjasnije definisano. Ni Kad su oni njih nazvali bivša Jugoslovenska Republika Makedonija. Priča o Makedoniji je priča o jednom veštačkom konstruktu, kao što je bila Jugoslavija. I svi veštački konstrukti se raspadaju. И на крајот, песна и стихови за климакс на прославата. Обидите на некаков вештачки начин да бидат избришани се невозможни. Нотите од Белград се сепак природни и незаборавни. Овие и многу други содржини се достапни на веб страницата 360stepeni.mk. Овде завршува оваа емисија. Пријатно до петок во 22:20.